civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Според она што го имаме во моментот како една слика, е дека граѓаните сакаат да чекорат напред, сакаат да одат кон Европската унија, меѓутоа возот се движи бавно. Не само во однос на политиките на Европската унија кон земјата и нашите аспирации, споровите кои што ги имавме и со Грција, сега и спорот со Бугарија, туку и во однос на промените кои што мора да почнуваат од нас самите. Она што морам да споменам е она позната изјава на поранешниот еврокомесар за проширување Йоханес Хан, уште во претходниот состав на Европската комисија, при соопштувањето на извештајот на Европската комисија за земјата, каде што имавме одреден напредок, кажа, мора да се промени менталитетот на граѓаните. Мора да се промени менталитетот на воопшто на Западен Балкан за да чекорите напред. Всушност тој се тие најчесто пораки кои што имам прилика да ги слушнам од европските политичари, аналитичари кои што во изминатиот период сум доста често во контакт. Морам исто така да го споменам и во мојата последна емисија во однос на климатските промени и зелената агенда која што сега во моментот и тука во земјата се моментално е во фокус на јавноста. Зборував со поранешниот министер за надворешни работи, се извинувам, за животна средина на Франција, Брис Лалунд, кој што кажа, секој политичар или барем министер во одредена влада не треба да работи само на одреден пиар или да покаже на граѓаните дека нешто сработил или да покаже закони на лист хартија. Туку тоа мора да биде применето во пракса. Секој министер мора да ја притиска владата и парламентот и сите останати дека некои реформи мора да се направат. Вели, јас тоа го направив, тоа го препорачувам дека и вие треба да го направите за да чекорите напред. Така да мора да почнеме од нас самите. Мора да се работи на реформи внатрешно во државата, за да можеме да исчекориме напред, за да можеме во иднина и да ги надминеме оние проблеми и спорови кои што во моментот се најголема пречка за оној долго очекуваниот датум за прва меѓувладина конференција. Фактот дека медиумите креираат слика на граѓаните, што ќе испрезентираме, тоа се прима и се гледа. Нашиот пат, барем патот на сега Северна Македонија и целта е Европска унија и НАТО. Како што институциите на владиниот сектор се стремат кон тоа, се разбира дека треба и повеќе медиумите да се стремат кон европски вредности во однос на покажување на тоа што работи Европа во делот на реформите, докаде сме ние. Но факт е дека во моментот сме премногу преокупирани со спорот со Бугарија, кој што дефинитивно не можеме да го тргнеме на страна. Тоа е оно што е проблем не само за институциите, туку во главно и за граѓаните, за да се придвижиме напред. И затоа кога медиумите се фокусираат на политичките случувања, тоа не значи дека се прави дефокус или дека не се придава внимание на она што треба да биде важно. Верувам дека во моментот кога ќе започнат официјално преговорите на земјата со Европската унија, сите медиуми ќе бидат буквално вперени и фокусирани на тоа што сме сработиле, докаде сме и уште што треба да се сработи. Тогаш ќе може една подиректна паралела да се направи во тоа што работи, како функционира едно законодавство, например, да кажеме во Франција или во Германија, докаде сме ние на балконот и што прави Македонија. Јас се обидувам на некој начин да направам една паралела, во меѓувреме и се разбира се уште додека чекаме датум за прва меѓувладина конференција, меѓутоа верувам дека фокусот на скоро сите медиуми ќе биде повеќе насочен кон тој момент откако ќе има веќе нешто опипливо, да. Ние имаме напредок, меѓутоа ни треба уште многу работа. За џабе не беше ни во извештајот на Европската комисија оцената дека има умерен напредок. Тоа е тој умерен напредок, но со хронични проблеми.
Треба уште многу работа на секое ниво. Значи и на ниво на институции, на ниво на невладин сектор, на ниво на обичен човек, за да се променат работите и да се придвижат напред. Се разбира, тука голема улога играат и медиумите, меѓутоа и секој од нас. Затоа сметам дека можеби на краток временски период нешто ќе успее, некој национализам или дискриминација и сето тоа. Меѓутоа, ако има промена, суштинска промена, тоа нема да биде така на подолг временски период, туку навистина работите ќе почнат да се менуваат. Битна е желбата и волјата за сето тоа. И колку ги придвижуваме работите напред. Да, имаме нова генерација на гласачи кои што треба да потикнат нови политики, меѓутоа не смееме да дозволиме да остане на пиар. Факт е дека Европа бара вистински реформи и дека не треба да ја смениме само корицата, туку и целата книга. Така да не треба да останеме на тоа дека представуваме нешто, но само тоа е тоа. Исто како носење на закони без нивна имплементација, истото станува збори и за политичките партии и за сите останати. Дека едно е да профилирате дека зелена агенда и сето тоа во однос на тоа што во Европа моментално се фокусира на климатските промени и на таа една неутрална Европа до 2050 година, за која што се работи многу, меѓутоа друго е вистински тоа да се направат вистинските чекори. А тука е во однос на тоа прашање можеби да престане желбата за профит, желбата за непланско градење на сите страни. Кога ќе престане тоа, навистина ќе се видат вистински реформи. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.